сега минути за нашето здравје. Уште утринава ви го најавив Илија Жежов, физиотерапевт, вам веќе многу добро познат лик. Ова утро за прв пат не е сам, туку е во придружба на Матеј Марковски, фитнес инструктор. Добро утро до двајцата. Добро утро. Добро утро. Јас утринава реков дека двајцата здружени да видиме како вие ќе го подобрите нашето здравје, но морам прво да прашам каква е оваа комбинација и зошто е оваа комбинација? Па вака, со оглед на тоа дека внимаваме на нашиот изглед, вежбаме и јас и Матеј сме добри пријатели и решивме заедно да направиме една емисија преку која што ќе ги едуцираме нашите пациенти и нашите гледачи, да не следат утрото пред малите екрани на телевизија Алфа и да ги едуцираме повеќе околу фитнесот, спортот, посветата кон здравјето, значи бидејќи живееме во едно такво стресно време каде што фитнесот ни е на сите и како потребен. Ке се согласиш, Матеј, или со и фактот? неопходен, да. Имаме конкретна тема дисусхернија и здравствен фитнес. Би започнала од тоа, здравствен фитнес, колку тој се разликува од оној вообичаен, стандарден, класичен фитнес за кој што сите знаеме. Да. Која е разликата? Здравствен фитнес, јас мислам според мене дека најбитно е сите да се грижиме за нашето здравје. Има разлика, професионалците си терат професионално, за здрави луѓе да си функционираат нормално, треба да пазат на исхрана, регуларно да пешачат, да имаат некаква физичка активност, дали вежбање по дома, дали во теретана и најопшто и пешачење да е сосема доволно битно да се грижиме за нашето тело. Ке си ја поделиме темата или со тебе за дисусхернија. А сега малку со оглед на тоа што прв пат ние, Матеј во студиото, ќе одвојам време за него. Односно ни требаат твои совети за како ние да го смениме нашиот начин на живот. Предпоставувам тоа е главната поента. Тоа обично им даваш такви совети на луѓе кои што се во салата, во самата теретана, сега имаш можност пред поширок аудиториум. Ќе започнам со нешто што имаш речено, дека првенствено го третираш твоето тело како храм. Да. Што подразбираш по тоа? Со самото тоа, самата мисла околу тоа е да пазиш на се што внесуваш. Не само на храна и на вежбање, туку и психички, како го фаќаш тој што читаш, со кого се дружиш, како функционираш, нели, мислите општи кои ги имаш секојдневното функционирање. Во глобала секогаш си го започнам денот со некој убав доручек. Доручекот, како што многу збора дека треба да се скока, не треба да се скока. Тоа ни е главниот почеток на денот, што внесеме убав доручек, убав муд имаме поубав функционирање низ целиот ден, имаме едноставно веќе нешто завршено, како мала победа да речам, и автоматски имаме енергија низ текот на денот. После тоа, нели, тренингот или некој вид на кардиоактивност, дали ќе биде од типот на пешачење кога има сонце. Изложба на сонце многу е битно за нашето здравје, за внес на витамин Д. Претежно, ако не 50, па може и више од популацијата е во дефицит на витамин Д, што значи дека многу тоа ќе има влијание и врз нашето расположение. Главен фактор на расположението е колку сме активни и колку имаме внес на витамин Д во текот на неделата, во месеците, сега тие денови каде што, нели, зима е, февруари е, нема толку сонце. Убаво е да излеземе пак да испешачиме, дали на водно, дали на кеј кога е убав воздухот, чисто за нашиот, нели, за нашето осеќање и за нашето секојдневно функционирање. Самочувство, така? Самочувство, да. Ако сето ова се услови што подразбираш дека треба, тој однос да го имам, да речеме, кон нашето тело, рече го третираш како храм, во контакт со многу клиенти, така ги нарекуваме тие, да? Како останатите го третираме организмот? Дали останатите да имаш чувство дека го третираме како храм или кога ќе стапиш во контакт прв пат со нив? Може би како контейнер? Обратно претпоставувам, така? Баш контейнер. Има доста треба да се подобри тоа. Посебно сметам во наше општество тука во Македонија. Главно се јаде брза храна, се седи на телефони. Постојано сме згрбавени, имаме сколиоза, на телефони сме згрбавени. Додека одиме не гледаме кај одиме, во телефон сме занесени. Тие се некои општи работи што
сега гледам дека народов почнува полека да се буди од нив. Значи гледам дека почнуваат повеќе да идат на кеј, да пазат на исхрана, да практикуваат, да речеме, кето диета или протеински диети каде што автоматски самиот организам ќе функционира поубаво. Легнување порано и менаџирање на стресот. Во самото општество што сме моментално брзо и динамично, многу сме сите под стрес. Затоа гледам дека полека се будиме и ставаме, нели, крај на тоа и се грижиме за самите себе. Да го менаџираме бесот некако. Да го менаџираме бесот, да, и нервозата. Околу советиве има нешто што пред да станеш инструктор, разбрав дека 5-6 пати неделно, а само 7 дена има неделата, си одел во теретана, така? Да. Други што сме, обичните, не влегувам во твојата класа, или имаме проблем со почнувањето, нели да се мотивираме да почнеме, или пак повеќето ќе почнеме, па некако многу брзо се откажуваме. Секогаш зборуваме дека важна е мотивацијата. Или да се надоврзам дека секој понеделник почнуваме да вежбаме. Секој понеделник, ама не може овој. Да стигнеме да дојде тој понеделник, тоа сакаш да кажам, малку поблага форма. Ама баш овој понеделник не можам, од наредниот ќе биде така. И така секој понеделник, значи ние никако да почнеме. И секој први. Затоа не треба да чекаме да дојде понеделник, него треба да речеме сега стартувам, ја земате торбицата, меичката, патиките и веќе идете до теретана и почнувате да вежбате. Ако одам веднаш ќе ми звркат од работа, морам барем да завршим емисијата. Сакам нешто друго да го прашам, Матеј. Ние секогаш велиме дека е мотивацијата, но ти велиш дека поважна дисциплината. Поважна дисциплина. Како да се дисциплинираме кога ние балканците не сме дисциплинирани? Точно. Се доаѓа до околината наша. Значи, доколку имаме луѓе што вежбаат околу нас, најверојатно ќе бидеме и ние човекот што ќе почнеме да вежбаме. Значи, со кој се опколуваме? Прва работа тоа. Значи, да промениме друштво. Добро, со вас ќе се дружам. Дружите со нас, секогаш ни се отворени вратите. Дружиш со нас, само еве на други места. И на фитнес да те носиме. Освен во кафана што се дружиме, ќе почнеме да се дружиме и на фитнес. Прво идеме на фитнес, после идеме во кафана, протеини после вежбање, таман ќе биде. Друга работа, исто така е многу битно, кога ја имаме таа желба да ја искористиме одма. Многу често си даваме изговори, немам пари, не ми се оди во теретана. Исто така на многу луѓе има срам да почнат во теретана поради тоа што ќе ги судат другите. Тоа е исто многу голема дебата која можеме да ја направиме. Имам премногу килограми, имам премногу години, па немам што да облечам. Не знам да вежбам, треба да купам ова. Во тој случај, сите во теретаната сме почнале, не мора во теретаната, во било кој, нели, фитнес пат и време што сме го поминале во тоа, секој од нас почнал од негде. И ние знаеме како не било нас на почетокот. Затоа 99,99% од теретаната би ти помогнала, би сакала да ти даде и совет дури. Не би сакал никој да те суди. Нема да осудуваат. Нема никакво судење во теретаната. Јас кога сум во теретана или во некој, така да речем, круг каде што вежбаме, секој ме гледа со насмевка и ми кажува добар ден, никој не ме погледнал на криво и да ми даде. Значи сакаш да кажеш малку поинаков свет од она што различен свет, сосема различен свет, друг амбиент, друг менталитет, кога доаѓа до тоа, значи дефинитивно може да се осетите како дома, да речем. Сите се поканети без разлика дали млади и стари. Значи не е изговор и старите да не вежбаат, не треба да вежбаат, нека пешачат. Доволна активност. Ти само да пешачиш секој ден по 10.000 чекори да правиш, ти на неделно ниво ќе имаш 2000 до 2500 калории плюс потрошувачка. Си излего на сонце, си прошетал, си направил мовет со пријател, со пријателка и едноставно се осеќаш не е све во вежбањето, туку и нели во самата активност. А кога доаѓа до професионалец и до нормален вежбач, ако тој вежба 5 до 6 пати неделно, збориме конкретно за професионалецот, нормален човек може да вежба 2 до 3 пати неделно и да биде дома или да пешачи или да внимава на храна, да избегнува брза храна, процесирани масти, трансмасти исто така да се избегнуваат, шекери да се избегнуваат, нели брза храна, лиснати теста, пред работа што викаме, нема време да јадам едно гебрече. Стани пола сам, нема време да си направам дома една овесна каша. Да. Што е да ја спремиш вечерта е 5 минути и за сабајлето да ја оставиш. Јас така секојаш правам, од вечера се спремам, си ставам чија и што и да е.
у фрижидерина са бајле си ја зимам и си ја јадам на работа. Не дека не знам да каснам бурек, се да се разбереме, значи да бидеме реални искрени. Инцидентно, ама да не е меѓутоа, ако во пракса. тој ден каснам бурек, например, да речеме, тоа треба да го потрошам. Да отидам во теретана и сат и пол до 2 часа да се активирам да вежбам. Секако тоа треба да се потроши, бидејќи многу лесно се талоши во нашиот Да, организам. гледам се почувствува или малку запоставен, така што да преминеме не многу молчеше, да. Не, Мате ова беше одлично сакав зборува, апсолутно значи, да. Мате Просто го и ме убеди почитувам дури. многу, Мате го почитува многу, значи одличен дечко кој што многу е посветен на спортот и затоа значи гостува во во утринската на Алфа телевизија и сакаше едноставно да им пренесе на неговите клиенти, на неговите гледачи кои што утрово го следат пред малите екрани, советот давно да пристапи до нив, нели, да им даде до знание дека фитнесот е од значаен аспект и дека секогаш треба да го почитуваме, како што ќе го почитуваме фитнесот, ќе го почитуваме нели и своето тело како храм. Добро, ако што кажа Мате. Се доврзам како последно. За Повели? конкретно за постарите луѓе, Повозрастните, повозрастните луѓе, се извинувам на публиката. Со респект. Со респект. Најголемиот анти-ејджинг фактор, односно одржување на младоста во постарите години е самата активност. Значи, цврстина на коските кога доаѓа, како старееме, нели се згрбавуваме и исто така и коските и функцијата на мускулите не е друга. За да се одржува коскениот систем, мускулниот систем, респираторен систем, кардиоваскуларен систем, сето тоа се одржува младо со самото тоа што ние ќе дадеме некаков отпор, што ќе биде, да речем, некој начин стрес на телото, за да се одржи младо и да се одржи во функција. Затоа ја би рекол дека тоа треба да го практикуваме сите и дека за да бидеме млади и во стари години, сите треба да имаме некаков тип на... И уште една работа која што би сакал да се надоврзам со Мате да ја кажам. Ќе кренам 2 прста некој. Да, може искра, да престанат луѓето да се занимаваат со тоа колку години имаат. Годините се само една бројка, а многу е битно како се чувствувате вие ознатре. Ако вие мислите дека можете да направите нешто, направете го тоа. А ако вие мислите дека треба само да се вадите, дека не треба денеска да пешачите, дека не треба денеска да спортувате, таа мисла во вашиот мозок ќе се ефектира како негативна и ќе ви се случуваат тие негативни работи во вашиот мозок дека вие не можете да ја постигнете таа цел. Значи годините се бројка, а вие се чувствувате супер однатре и можете тоа да го направите, да го постигнете. Освен годините што ги имате, годините ќе ги намалите ако почнете да спортувате и ќе се чувствувате многу помладо и ќе бидете поприсутни повеќе во помладиот свет. Ако не пробате, нема ни да знаете дали можете и што се можете. Апсолутно. Така? И сега предпоставувам некој кога прв пат ќе влезе во теретана, кој ќе ги види тие безброј справи, се збунува и токму затоа, особено за почетниците, е значајно да имаат фитнес инструктор или личен тренер, така? Да. Со самото тоа и мотивацијата ќе биде исто висока, пошто имаш некој да ти покаже, Да ти се посвети. Да ти се посвети, да ти даде време, да ти каже како треба и зашто треба, да ги елиминира 90% од стравовите од што да правам, како да јадам, не знам што да сготвам, Да, нели? зашто не е само вежбањето. Не е така? само вежбањето, Целиот начин на се што е живот. споено си се влече едно со друго, затоа е добро да си има и некој до тебе кој ќе може да те охрабри, да ти помогне, да ти даде мотивација, но се тоа почнува од самите себе. И сега ти благодарам многу, Мате, и ти благодарам и тебе што ни го донесе. Мате, се надевам дека ќе соработуваме и во иднина и на многу други теми. Ова беше како вовет, колку да те запознаат, а сите на оние кои што им се потребен, може да те најдат во фитнес клубот во кој што ти работиш, а тоа е... Работам како персонален тренер во Палестра. Може да ме најдете на Инстаграм како Матеј Марковски. Да. Тука ќе ме најдете како тренер и на кого му треба помош може да ме контактира. А ние сега или да продолжиме на темата, односно да почнеме на темата дискус хернија. Стандардно, што представува таа? Така, кај сите пациенти познато е дека дискус хернијата е заболување на самиот дискус, значи на арбитниот столб. Многу луѓе страдаат од оваа проблематика и најчесто порано се сметаше дека оваа проблематика влегува кај повозрастната популација, но сега за жал може да биде нели поприсутна повеќе и кај младите. Зошто е тоа така? Повеќе од 7 до 8 часа луѓето се седнати пред компјутер, брзиот начин неискрен на кој што Мате спомна дека го практикуваме, слабата физичка активност тоа предонесува да арбитниот столб доаѓа до еден дегенеративен процес и да почне арбитниот столб веќе да реагира. Тука се јавува сколиоза, се јавува кифоза, се јавува лордоза и сите нели тие други диагностички заболувања кои што представуваат нашиот арбит да почнува да заболува. Кога ќе почне да заболува, тука веќе доаѓа до оштетување на самиот дискус и самиот дискус веќе почнува да старе, да попушта и тука доаѓа нели самата дијагноза дискус хернија. Што е клучно? Клучно пред се е вежбањето, физикална терапија,
да се почитува, што кажа Мате, и фитнесот, бидејќи фитнесот, видете, можете да имате 100 физиотерапевти да ве лекуваат, ако вие, значи покрај таа физикална терапија, не земете да вежбате нешто, џабе ви е целиот процес на лекување. Значи, вие се лекувате со физикална терапија, меѓутоа го почитувате, значи, советот од физиотерапевтот и од фитнес инструкторот што ви е даден, дека мора да продолжите понатака да вежбате. Или пак, например, да речеме, правите едно лекување, кое што трае 10 на 15 ден или 21 ден, и сега ви очекувате да летате со тоа лекување. Не, понатака, значи, морате повторно да продолжите да вежбате, да бидете физички активни, да внимавате на телесна тежина. Значи, ако работниот столб не трпи голема килажа, треба да ја умерите килажата според она висина која што ја имате. Например, ако сте 175 високи, треба да имате 75 килограми. Ако сте 185, повеќе од 85 да не преминете, значи на таа килажа зборувам. И се ако со физичка активност да ја одржувате таа мускулатура во еден добар континуитет. Многу е важна физикална терапија во процесот на лекување, така е оваа диагностика. Морам да кажам за гледачите дека оваа диагноза дискус хернија за жал 100% никогаш не се лекува, него ете едноставно со физикална терапија може да се ублажат болките. Да, но да ако правите 2 пати до 3 пати годишно физикална терапија по 21 ден и да ако се одржувате со вежбање, можете да го спречите целиот процес на прогресијата, односно на дегенеративниот процес на заболување и да ја ставите таа болест во една фаза на мирување и секако болеста да мирува, а вие да функционирате во секојдневниот живот без болка. Колку е честа? Знам дека е честа. Многу е честа. Во нашата ординација секојдневно се соочуваме со оваа проблематика и често луѓето кога ќе дојдат фактички не знаат што се случува со нивниот требец и додека нели ние ако јас како физиотерапевт не направам еден преглед, додека не ги натерам да направат еден рентген, еден магнет или компјутер за да видам дека тука на тој начин се диагностицира. Апсолутно, дека почнала таа диагностика и која што потоа нели преку совет, преку разговор со пациентот ќе му ги објаснам кои се симптомите на болеста, секако нели и после тоа ќе дадеме процес на лекување, ќе дадеме процеси за вежбање. Има пациенти кои што можам да кажам дека се започит, откако ќе почнат да се лекуваат со таа болест, потоа после продолжуваат еднаш месечно до 2 пати да доаѓаат на терапија, да се одржуваат со масажа со вежби и да продолжат понатака во текот на животот да вежбаат. Знаат да ми пишат што вежби треба да прават, да им дадеме вежби, да ги пратам во теретана и веникош ке Мате да Мате почне со нив да работи да се работува. И се тоа нели во соработка со Мате гледаме на пациентите на најможен начин да им помогнеме да видат секогаш нели за себе и да се грижат за себе. Искра, една од најдобрите инвестиции што човек може да ја направи во животот, покрај се што ќе создаде, е времето и инвестицијата вложена за себе. Зошто? Затоа што вие не може да имате денеска сат време да одите на фризер. Вие сте прекрасна жена и изгледате феноменално. Ама ако имате сат време да отидете на фризер за да ја средите вашата коса да биде убава, вие мора да најдете 45 минути до 1 час во текот на денот да посветите време за вежбање. Вие 1 час користите на Facebook, користејќи листајки црна хроника, денеска кој што објавил, кој што постирал. А ако видите моите социјални мрежи и социјалните мрежи на Мате, се постирани постојано со некои корисни совети, давни совети, од типот на здравје, кои што ние го превенираме тоа да допреме до нашите гледачи, до нашите пациенти, да земат да го практикуваат и да биде нели од нивна корист како за вежбање, така нели и за својот живот. Затоа велам, времето за себе е најголемата инвестиција. Посветувајте време на себе, вежбајте, почитувајте физиотерапевт и доктор што ви кажува. Внимавајте на своето здравје, бидејќи здравјето нема едноставна цена. Но предпоставам исто така е важно, јас прочитав да речеме на интернет, знаеш дека се што има на интернет, на пример прочитав и вежби за дискус хернија. Но предпоставам дека ако тие ги следам од интернет, дека можам повеќе да си наштетам, ако веќе вежбаме мора да се тоа по препорака од физиотерапевт. Најголемите контраиндикации што се случуваат кај пациентите што колку можат погрешните вежби да наштетат. Што користат вежби од интернет каде што секој постира што ќе му текне и става. Не го знаеме ни и ги става пациентите во една заблуда во која што пациентите мислат дека тоа е најсоодветно и најдобро за нив. Луѓе, 21 век сме. Имаш фитнес инструктори, имаш физиотерапевти, имаш доктори, ќе си го прашаш својот доктор, својот физиотерапевт и својот инструктор што вежби се соодветни и потребни за таа диагностика. Верувајте, кај многу од овие диагнози сите овие вежби може да дадат контраиндикација, контраефекти и да се случи спротивното, место да одите во фаза на подобрување, да направите значи контраиндикативност која што ќе ви ја влоши уште многу повеќе ситуацијата. Затоа велам, тука сме на располагање, пишете ни, ќе ви одговориме кога ќе можеме, консултирајте, ние сме за вас тука. Затоа
постираме на социјалните мрежи. Затоа губам време, верува Искра. Искрено ти кажувам, значи еве сега ние сме долги години пријатели со Матеј, ние сме тука во студиото за да му пренесеме на гледачите. Да, не морате да дојдете овде да станувате рано наутро во Апсолутно, да му понеделник, пренесеме така. на гледачите дека за нив сме станале овдека. За ние да бидеме популарни, ние и така веќе со текот на годините знаат гледачите дека веќе ние сме нешто сме постигнали во животот. Ние не треба да им се докажуваме сега на гледачите дека ја имате сме станале сабајле у 6 сат за да се спремиме, за да дојдеме во 7 часот и да им пренесеме на гледачите нели дека треба да почнат да спортуваат. Тоа го правиме за нив да им дадеме една мотивација, да почнат да вежбаат и да почнат да практикуваат, да го почитуваат своето здравје. Бидејќи своето здравје е најбитно. Вежбањето, физикалната терапија и се она што е од здравствен аспект е добро дојдено, значи за нивното здравје. И да завршиме со неговите зборови, да го третираме собственото тело како храм, како нешто свето, така да го почитуваме. Ви благодарам многу и на двајцата. Ќе се договориме за видим дали повторно заедно ќе дојдете или ќе се го превземеме веќе Матеј како независен гостин, независен пратеник. Секако благодариме што утрово не поканивте со Матеј да бидеме дел од ова утринска емисија на Алфа телевизија, посебно кога си ти во студиото. Една таква убава позитивна енергија има и преку се надевам дека со нашата позитивна енергија од нас тројцата допревме до малите екрани, до гледачите и им пренесовме еден куп здравје, еден куп позитивна енергија, а сега веќе нас денот со Матеј ќе ни биде многу поинаков и многу поубав откако знаеме дека до гледачите сме допреле до некого. Дајде ќе помогнеме со нашата инспирација и ќе се чувствуваат добро и здраво и се надеваме дека од денеска понеделник е, нели, ќе почнат да почнеме под понеделник. Да, верувам дека и ним ќе им биде поубав денот, затоа што сватија дека не е толку страшно да се проба и да се почне, така. Апсолутно. Дека малку треба само да направат. Апсолутно. Се постои од нас, промените постојат од нас. Те благодариме, Искра. И јас на двајцата многу ви благодарам.